Драги гевгеличани, почитувани гости, добро вечер и добре дојдовте на трибината во Организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на тема престојниот референдум кој ќе се одржи во општина Гевгелија за само неколку дена на 23 април на тема дали гевгеличани се за или против отварањето на рудници на планината Кожа. Вечерва со нас се господинот Пеце Мирчевски, председател на Комисијата за екологија и животна средина при Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Шапорик од Либерал-демократската партија, инак универзитетски професор и поранешен министер за животна средина и просторно планирање. Во секој момент ја очекуваме да пристигне и господјата Лилијана Поповска, инаку председател на партијата Дом, која што поради лошите временски услови и треба малку подолго време да пристигне во Гевгелија. Исто така со нас вечерва и господинот Ташко Дојчинов, секретар на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Гевгелија, кој ќе ни даде образложение за локалната политичка димензија на целиот овој процес околу референдумот. Исто така имаме поздрав од председателот на Општинската организација на СДСМ Гевгелија, господинот Сашо Поцков, кој ни упати поздрав на вечерашната трибина, не може да присуствува поради, како што многу добро знаеме, неговите обврски во собранието. Меѓутоа, од него и од новото парламентарно мнозинство имаме целосна поддршка. Во името на организаторот на овој настан и во името на сите присутни граѓани, им се заблагодарувам на нашите гости за нивното присуство. Ние сме убедени дека со нивните знаења и нивните искуства ќе ја збогатат трибинава. Почитувани, Република Македонија е во најдлабоката криза во својата историја. Оваа криза не е само политичка, туку е и правна и институционална, но можеби најважно над се и пред се Република Македонија се наоѓа во длабока морална криза. Државата практично не е киднапирана. Демократските процеси се блокирани, а сите ние, граѓаните на Република Македонија, сме заложници на болната трибина, на болната амбиција за вечна власт на еден човек и неговата аристократска свита. И во една таква ситуација, кога председателот на државата одбива да го почитува највисокиот политичко-правен акт на државата, односно Уставот на Република Македонија, кога претениците ги користат демократските алатки за преку демократскиот дом да ги запра демократските процеси, а судиите кои треба да раздаваат право и правда, одбиваат да судат според законите, општина Гевгелија и гевгеличани се наоѓаат во еден исклучително важен период. Наскоро, за само неколку дена, ние како општина, но и како граѓани поединци, ќе треба да одговориме на едно исклучително важно референдумско прашање, кое има значење не само за нас, туку и за сите генерации кои ќе следат. Поради тежината на значењето кој има престојниот референдум, ние како сериозна политичка партија презедовме одговорна задача. Нашите активности изминатиот период беа насочени кон тоа да ги информираме нашите членови и нашите симпатизери, но и сите граѓани за штетните последици од отварањето на рудниците на планината Кожа. За таа цел, секојдневно ги посетувавме населените места и ги свекувавме местните заедници од градот. Бевме присутни на градскиот пазар, а нашата кампања беше присутна и на интернет, односно на социјалните мрежи. За разлика од некои други, ние јасно и гласно се изјаснивме по референдумското прашање и ги повикавме и ги повикуваме сите наши членови, сите наши симпатизери и сите наши сограѓани, без разлика на нивната партиска определба, да излезат на референдумот во недела и со својот глас да допринесат за запирање на постапката за отварање на рудниците. Затоа што сме убедени дека е подобро да се спречи отколку да се лечи. Но малку наивно е да се мисли дека целата оваа работа ќе заврши само со гласањето во недела. Наистина големи се шансите дека референдумот ќе заврши успешно, односно дека
Гевгелија ќе гласа против отварањето на рудниците. Но, со самото тоа, опасноста за Гевгелија и Гевгелиско не е завршена. Власта која е на заминување планира да отвори рудници и во Баландово и во Кавадарци, со што повторно здравјето и животот на граѓаните се ставаат под опасност. Затоа недела, односно референдумот во недела е само првиот чекор. Ова не е само локален проблем на Гевгелија и гевгеличани, но не е ни само регионален проблем на гевгеличани, баландовчани, кавадарчани, богданчани, неготинчани и така натаму. Ова е национален проблем и ние можеме само да се надеваме дека успешниот референдум во недела ќе поттикне интерес за вакви и слични иницијативи и во другите градови широм земјата. Само накратко сакам да ви доловам колкава е опасноста и колкава е лицемерието на квази патриотите. Добро вечер. Со подпис на вице-премиерот Владимир Пешевски во само еден службен весник, односно во службениот весник со број 77 од 14 мај 2013 година, вице-премиерот Владимир Пешевски дал над 70 концесии во само еден ден. Мнозинството од овие над 70 концесии се дадени на странски фирми. Концесиите кои во само еден ден ја дал Пешевски се простираат на површина од над 500 км2 и се низ целата земја. Само за споредба, целата територија на Република Македонија се простира на 25.713 км2. Значи, во само еден службен весник, во само еден ден, Пешевски раздал или продал 2% од територијата на Република Македонија. А концесии Пешевски давал и во 2012, и во 2013, и во 2014, и во 2015, и во 2016 година. За жал, мапава што е овде изложена, не можеме да ви ги представиме сите концесии кои што ги издал Пешевски. Овде пред нас се представени само концесиите дадени на 14 мај 2013 година, односно концесиите кои што се дадени истовремено со концесиите против кои што ние ќе гласуваме во недела. И така, малку по малку или многу по многу, бандата од квази патриоти ја распродавале територијата на Република Македонија и незините природни богатства, при тоа не водејќи сметка за животната средина и за здравието и животот на граѓаните. Ептен патриотски. Но да не должам многу. Вечерва со нас имаме гости чија експертиза е токму од областа на заштитата на животната средина. На крајот, после излагањата, ќе имаме простор за прашања и коментари од граѓаните. Но сега да им дадеме збор најпрве на господинот Ташко Дојчинов. Благодарам, Драга. Јас како представник на општинската организација да ги поздравам присутните гости и учесниците во оваа трибина. Ќе бидам краток, значи целта е со повеќето од вас имаме среќава на нови трибини или собири на граѓани кои што ги организираме со членството, со населението во населените места. Накратко ќе ве запознам со ставот на општинската организација по повод референдумот кој што треба да се одржи на 23 овој месец, односно за неколку дена. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз во врска со прашањето на референдумот е категорично против отварање на рудници за металични минерали, односно против отварање на рудници за злато на планината Кожа. Ставот го базираме на повеќе елементи, значи имаме во повеќе наврати го искажано тој став, најнапред, значи на станата седница на Советот на општина Гевгелија, која се одржа на 15.3, кога и оваа точка беше ставена на дневен ред. Знаете, нашите советници гласаа за одржување на референдумот и на самата седница јасно го искажаа ставот дека Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата со Либерално-демократската партија се против отварање на овие рудници. Ние дури имавме предлог и додина чекор понатаму, односно да Советот веднаш донесе одлука со која ќе даде негативно мислење за отварање на овие рудници, меѓутоа тој наш предлог не беше прифатен од мнозинството и јасно беше дека ќе мора
да се оди на референдум на кој што граѓаните ќе го кажат својот став. На што го темелиме овој наш став? Значи, Гевгелија е место кое што е едно од ретките во Република Македонија, кое што нема проблеми со загадување, со аерозагадување. Знаеме колку градови во Македонија имаат вакви проблеми и секојдневно бевме сведоци дека тоа аерозагадување во поголемиот дел од Република Македонија е на доста високо ниво. Гевгелија има еден друг проблем кој што подолго време се провлекува, а тоа е проблемот со водата за пиење и како таков по долго инсистирање, значи по иницијативи од граѓанските здруженија, од нас како политичка партија е на поволјно решавање на овој проблем, иако истекува мандатот на градоначалникот, проблемот се уште не е решен. Меѓутоа, овој проблем со водата е решлив проблем, кој што се решава со мала, односно голема инвестиција, која што ќе изнајде нови извори на вода. Проблемот што би се отворил со отварање на рудници е тешко решлив проблем. Значи, таму загадувањето е долгорочно, долготрајно и тешко да тој проблем може да се реши со некоја интервенција. Од тие причини сметаме дека на Гевгелија не и треба нов проблем. Значи, доволно е овој проблем кој што го имаме да го решиме и дека такво загадување кое што би донело овој рудник, доколку биде отворен, би премногу штетно би влијаело на здравјето на граѓаните на општина Гевгелија. Не само на здравјето, би нанесло, значи, ненадоместива штета и на животната среда. Меѓутоа, за овој дел нема да зборувам јас, ќе зборуваат нашите гости вечера. И јас ќе се обидам накратко да образложам кои се чекорите кои ние како политичка партија ги предвидовме во овој период. Значи, уште од носењето на одлуката за референдум, Социјалдемократскиот сојуз, општинската организација Гевгелија истапи веднаш со пресконференција, истапи во јавноста, на која беше јасно соопштен ставот дека сме против отварање на рудници. Понатаму, иако очекувавме, бидејќи официјално иницијатор на референдумот е Советот на општина на Гевгелија, односно општината, очекувавме повик од градоначалникот на кој што повик да се вклучат сите политички партии во кампањата. Тој повик до ден денес го нема добиен од градоначалникот, нити од било кој од општината, и поради тоа бевме приморани, односно не приморани, тоа е наше определено да отпочнеме наша кампања за информирање на граѓанството за штетните последици од отварање на таков рудник во Гевгелија и да што помасовно ги охрабриме да излезат на 23-ти да гласат против отварање на рудникот. Беа, иако и Советот имаше заклучок да отпочне со информативна кампања, таква кампања до денеска нема. Знаете, на седмицата беа донесени заклучоци да има информативни билборди, да има летици со кои што граѓаните ќе бидат информирани. Тоа до ден денес го нема. Има еден леток од општината во која што само се е определен терминот на референдумот и е дадено референдумското прашање. Меѓутоа нема став од општината дали е за или против отварање на рудници. Од наша страна, значи, како што рековме на почетокот, се отпочна со средби со граѓани по сите населени места. Средбите се доста посетени, тука во градот со урбаните заедници се организирани средби, граѓаните се информирали. Од наша страна е изготвен еден информативен флаер по кој што се повикуваат граѓаните на 23 да гласаат против отварање на рудници. Оваа трибина вечера која што организираме и до одржување на референдумот имаме планирано уште неколку собори со граѓани. Накратко би ја кажал хронологијата на настаните кои што не доведува во оваа ситуација, значи да Гевгелија се случува со таков проблем и да граѓаните мораат на референдум да се изјаснуваат за ова. Значи, како што кажа и Драган, концесијата за детални геолошки истражувања е доделена, одлуката за дадување на концесија е дадена во мај месец 2013 година
и од тогаш, значи, истражувањата се почна со склучен договор за концесија, меѓутоа официјални информации граѓаните на Гевгелија до ден денешен нема добиено никакви нити од Министерството, нити од локалната самоуправа. Иницијатива беше поднесена од едно здружение на граѓани за распишување на референдум. Таа иницијатива чудно малку експресно беше ставена на дневен ред на седница на Совет. Советот на 15 март донесе одлука со која што се распишува референдум, меѓутоа и таа одлука беше со мана, односно немаше датум за референдум. Подоцна мораше воредна седница се свика на која што беше утврден датумот за референдум 23 јавно. Од донесување на одлука до ден денес немаме никаков официјален став, официјални информации што точно се случува на Кожух планина, значи до каде се тие геолошки истражувања и што значи тоа за Гевгелија. Имено состојбата и не е така едноставна и затоа е битно овој референдум да успее на 23, бидејќи типот на концесија кој што е даден на оваа компанија е концесија за детални геолошки истражувања. Сега, согласно законските прописи, имателот на оваа концесија, по добивањето на резултатите од тие детални геолошки истражувања, има право само врз основа на барање до Министерството за економија да добие концесија за експлоатација. Значи, немаме нов тендер, ново распределјавен повик, значи оваа компанија која што ги има резултатите од концесијата може само врз основа на барање, доколку резултатите се во нивна корист да добие концесија за експлоатација. Од тие причини, значи, не е толку едноставна состојбата, значи не е така како што го ведува градоначалникот дека на Кожух ништо не се случува и дека таму само се вршат некакви испитувања и дека тоа не значи дека рудник ќе има рудник за злато. Има можности, доколку не се спречи тоа, доколку не се интервенира да овој имател на оваа концесија добие многу лесно концесија за експлоатација и да отвори рудник за злато на Кожух. Последиците од тој рудник, како што реков, ќе поканивме стручни лица кои што ќе можат малку подобро да ни објаснат за кои се тие штетни последици. Јас нема да напрегувам во тоа. Се надам дека на крајот ќе има прашање, ќе може да поразговараме. Јас за почеток толку на кратко, доколку имам потреба, подоцна ќе се вклучам. Благодарам. Добро вечер и од мене. Сакам да ве поздравам вечер на присутните, да честитам на гевгеличаните храброста